Преку промоција на Балканот како една понуда туристички бренд без граници до повеќе туристи. Фокусот, како што велат од Балканската асоциација на хотелиери Баха, треба да биде ставен инфраструктурното поврзување, авиолетовите и меѓусебната соработка. Проблемите во туризмот на Балканот се многу слични, значи основните работи ни се инфраструктурите кои гледаме дека на Балканот се подобруваат за последниве 20 години или 10 да кажеме. Одиме напред, има проекти за следните 10 години како би се поврзале полесно движење на туристите. Гледаме и самите дека последниве години ни се многу актуелни тие раунд трип тури или меѓудржавни тури, значи балкански тури, тие ни се, може да се каже 30% од 30, можда и повеќе кај некои хотели, од ноќевањата се содржани со вакви тури. Хотелирите на Балканот се соочуваат со истите проблеми во однос на недостигот на кадар. Се увезува работна сила од Непал, Индија, Пакистан, но тоа не е решение бидејќи многу често некои од нив се заминуваат и повторно остануваат истите проблеми. Добиваме радну снагу из Непала, Индија, Пакистан. Добиваме работна сила од Непал, Индија, Пакистан, Бангладеш, Босна, Македонија, Србија, па сега многу често доаѓаат и од Хрватска во Црна Гора. Луѓето сакаат промена, да видат нешто ново. Последниве неколку години балканските тури стануваат се попривлечни, особено за туристите од земјите од далечниот исток. Во 10 дена по 3 земји да посетува секоја една група да се најде таков пазар, пак значи за сите бенефити и размената на искуствата во работењето тековно. Тој е бенефитот од Баха. Балканската асоциација на хотелирите Баха, која постои 20 години, како што велат, придонесува за олеснување на протокот на туристите меѓу државите од регионот. Нина Ритоновска, Сител телевизија.